Вести на Канал 8. Пуштено е во функција јавното осветлување на крстосниците од магистралниот пат А3 кај Оризари и кај Виница. Инвестицијата беше на јавното претпријатие за државни патишта со цел да се подобри безбедноста на сообраќајот. 50-тината канделабри од јавното осветлување, поставени на дел од крстосниците на магистралниот пат А3, како што се најавуваше, веќе се пуштени во функција. Со тоа е подобрена прегледноста на критичните делници во регионот, какви што се влезот на Кочање од кај Оризари и клучката кон Истибање и Виница. Исто така, комплетно ново осветлување доби и дел од влезот на Виница. Вкупната должина на осветлен коловоз на сите три места каде што се работеше изнесува околу 2200 метри. Со тоа е подобрена прегледноста на патот и обезбедена е поголема безбедност во текот на вечерните часови, особено што на овој дел од патот во изминатите години се случија повеќе сообраќајни несреќи во кои имаше жртви и тешко повредени, а беше причинета и голема материјална штета. Поставувањето на јавното осветлување во регионот е дел од проектот на јавното претпријатие за државни патишта, со кој беше планирано да се осветлат вкупно 12 критични крстосници на неколку магистрални и регионални патишта во Македонија. Според најавите, освен на овие три места во нашиот регион, се планира да се осветли надвозникот со клучката на која се вкрстосуваат магистралниот пат А3 со регионалниот патен правец Кочани-Зрновци во близина на компостарата за шампиньони. За овде е планирано да се постават 36 канделабри со кои ќе се осветли коловозот во вкупна должина од над 1400 метри. Планирано е осветлувањето на оваа и уште 5 други крстосници да заврши до крајот на годинава. За реализација на проектот се користи финансиска поддршка од Светска банка, а за осветлување на 12 клучки во државата поставени се 255 еднокраки и двокраки канделабри, за кои заедно со подземната инсталација и градежните работи потрошени се 36 милиони денари. Проект на студија ќе изработува комуналното јавно претпријатие Водовод, со која треба да се добие одговор за можностите за водоснабдување на дел од планинските села во Кочанско. Објавен е јавен тендер за фирма што ќе ја работи студијата, а од добиените податоци ќе зависи динамиката на реализација на проектот. Околу 360.000 денари планира да потроши комуналното претпријатие Водовод за изработка на студија за водоснабдување на селата Нивичани, Пантелеј, Лешки и Јастребник. Станува збор за плански документ, што треба да даде одговор за можностите и економската оправданост од започнување зафат со кој треба да се обезбеди здрава и квалитетна вода за пиење за жителите на овие села, но и за потребите во перспектива со развојот на планинскиот туризам. Постапката за изработка на студијата е во почетна фаза, односно преку јавен тендер се бара фирма што ќе ги прибере потребните податоци, што по обработката и сумирањето ќе се финализираат во споменатиот документ. Иницијативата за подготовка на студијата била поттикната на седница на Советот на општина Кочани, одржана на почетокот на оваа година, кога се побарало да се изготви нацрт план за водоснабдување на ридско-планинските рурални средини. По поставувањето на проектните задачи, веќе тече рокот од 2 недели во кој треба да се пријават заинтересирани фирми за изработка на студијата. Очекуваме тука да се скинира постоечката состојба на теренот, условите во кои треба да се врши снабдувањето, бројот на жителите и стоката која ќе биде корисник на тие потенцијални количини на вода и да ги видиме моменталните расположени капацитети, да ги видиме идните потреби од одредени количини и квалитет на вода и потоа да влеземе во постапка на изработка на проект кој ќе даде конечно и долгорочно решение во делот на водоснабдувањето на овие ридско-планински села. Освен 4 села што ќе влезат во студијата, во план е доколку таа даде добри резултати, да се продолжи според истиот принцип за решавање на водоснабдувањето и на другите села во планинскиот регион во општина Кочани. Ова решение би било урнек или модел за решавање на проблемите и на останатите ридско-планински подрачја или на пооддаленчените места од територијата на општина Кочани, заради тоа што е реално многу скапо и тешко одржливо приклучувањето на постоечкиот систем. Веројатно ќе се работи и очекуваме како решение да излезе да се изработат парцијални локални решенија за секој поодделно село и да се најдат на локално ниво извори и количини кои ќе бидат доволни за снабдување на жителите од тие населени места.
Освен потенцијалите за водоснабдување на 4 планински села, изработената студија треба да даде и предлог техничко решение со дефинирање на соодветен концепт и избор на неповолно решавање за доведување на водата до секое село посебно. Пријавувањето на заинтересираните фирми за изработка на студијата трае до 23 септември, пошто се очекува во првата половина на едната година да се добие финалниот документ со зададените проектни задачи. Комуналното јавно предпријатие Водовод ќе направи повторно санирање на оштетувањата на изолацијата на цевководот за геотермална вода. За таа цел ќе се потрошат близу 500.000 денари, а постапката за избор на изведувач ќе трае до средината на овој месец. Близу 8.000 евра од сопствената сметка ќе издвои комуналното предпријатие Водовод за поправка на оштетената и набавка на нова изолација на дел од системот за геотермална вода на потегот од Горни Подлог до корисничките места во градот. Ваквите трошоци се дел од активностите за одржување и санирање на штетите на главниот цевковод, што секоја година дополнително го оптоварува буџетот на предпријатието. Според одговорните во Водовод, оштетувањата на изолацијата на цевководот настануваат поради влијание на временските услови, но и од несовесната постапка што со години ја прават некои сограѓани. Иако повеќе пати имало апели и предупредувања да не се краде изолациониот лим, тоа останало без поголеми ефекти, па вработените во геотерма ќе мораат повторно да направат трошок за обновување на уништената изолација. Иако не се работи за нова инвестиција, активноста вообичаено се прави еднаш годишно заради одржување на целиот систем. Проблемот со оштетувањето на изолацијата е повеќе годишен и тешко се спречува, велат во Водовод, а најчесто се јавува во текот на грејната сезона и во летниот период. Веќе е објавен јавниот тендер за избор на изведувач на работите, а пријавувањето ќе трае до 18 септември. Се планира санирањето на цевководот да заврши пред почетокот на новата грејна сезона. Земјоделците и производителите на црвена пиперка незадоволни од производството годинава. Велат, неповолните временски услови им го намалија пиперот и во квалитет и во квантитет. Можно е и покачување на цената. Неповолните временски услови предизвикаа болести кај земјоделските производи, од кои посебно беше зафатен пиперот за ајвар. Тоа е причината за незадоволството на земјоделците, како и за повисоката цена на ајварската пиперка, која овој четврток на пазарот во Кочани се продаваше по цена од 25 до 30 денари за килограм. Повеќето од земјоделците не се задоволни ни од квалитетот, ни од производството на пиперот. Пиперот никако. Што да ви кажам, те го стои туа, сабалот и ми не пита дека врнеше ко макне го, што? Те го човекот дреме ми туа. И пипер што? Нели оди, нели се продава? Не. Погледнува што е те. Тоа работа. Секој да му даеш 20 динари, он ќе рече 10, па му е многу 10. Па старт нема пари. 25 денари. Добро, има ли ја црвената пиперка оваа година? Како сте задоволни од производството? Слабо е производството оваа година. Овие години се послабо и послабо. Нема производство веќе. Не се раѓа. Зошто? На што се должи тоа? На климатските промени. Времето, суша, оваа година поготово беше сучна година и нема. Значи пипер. Тоа дека поскап ќе биде пиперот оваа година? Ќе има недостаток, а за поскап не верувам, пошто младите се иселија тука од Македонија. Нема више кој да јаде. Старите не може да јаде, виж, толку е. А цената, таа ќе си биде како ланската. Како и обично, ние повеќе си страдаме земјоделците. Во моментов на пазарот има и недостаток на пипер за ајвар, но како што ќе се зголемува побарувачката и како што ќе се интензивира подготовката на зимницата, цената на пиперките за ајвар се очекува да се зголеми. Некои можеби да, но без оглед на се, повеќето од граѓаните нема да се откажат од подготовката на зимница, но ќе намалат во количината и ќе подготват помалку ајвар годинава. Играта и индивидуалниот приод кон темите се одлика на новата Кембридж програма, по која лани учеа учениците од прво до трето оделение, а годинава учениците од четврто до шесто. Истата предвидува повеќе часови и развивање на креативноста. Искуствата од воведувањето на Кембридж програмата од ланската година се позитивни. Од ланската година започнаа учениците од прво до трето. Годинава според Кембридж програмата учат учениците од четврто до шесто оделение.
Во Кочанските училишта сите учебници за учениците од 4 до 6 оделение што стигнаа навреме и веќе се дадени се според новата Кембридж програма. Од училиштата од Кочани уште од ланската година ја прифатија програмата и даваат позитивна оценка за неа. Наставниците коментираат дека секоја иновација која е добра за учениците е добредојдена и во Кочанските училишта. И покрај тоа што бројот на часовите со новата програма е зголемен, наставниците велат дека на учениците ќе им биде полесно, бидејќи претежно се учи преку игра, нагледни средства и помагала. Инаку за Кембридж програмата се потребни многу нагледни средства, кои треба да ги набави општината, бидејќи училиштата се под нејзина надлежност. Кембридж програмата беше анализирана, оспорувана, но и пофалена пред да се воведе ланската година, бидејќи, како што велат експертите, оваа програма не се пресликува, туку се прилагодува на македонското образование. Оделенските наставници од Кочани ги поминаа и обуките во врска со новините во програмата за најмалите ученици. Позитивно е и тоа што новата Кембридж програма ја зголемува креативноста и интеракцијата во наставата, го зајакнува интересот на децата кон наставната програма и за неа не се потребни посебни услови. Лоша прегледност на патниот правец кон Пониква и неколку други локални патишта. Наскоро започнува нова сезона на приоритетност, така што ќе стапат во сила обврските за редовно сезонско одржување на регионалниот пат. Патот кон Пониква не е доволно прегледен, а видливоста на јонака тесниот коловоз се попречена од бујната вегетација што расте покрај него. Наместа може да биде проблематично кога се разминуваат две возила од спротивна насока, уште повеќе ако едно од возилата е со поголем габарит. Станува збор за регионален патен правец, оттаму обврската за неговото одржување ја има Кочанската секција на Македонија пат. Јавното претпријатие има обврска за редовно чистење на патот во зимските месеци, односно од почетокот до крајот на сезоната, зашто постои специјална годишна програма зависно од приоритетноста. Проблемите со видливоста од пролетниот до есенскиот период наскоро ќе бидат минато, но проблеми со видливоста на одредени места во текот на летниот период имаше и на други локални патни правци, како патот кон Браната градче и патот од Градовци кон Зрновци. Зимската сезона доправа ќе почне, а со тоа ќе се намалат проблемите или пак ќе добијат друга природа. Возачите имаа поплаки на квалитетот на коловозот, наместа по него има дупки. Како и да е, Пониква има многу што да понуди во сите годишни сезони, па така и оваа есента е посебно убава, затоа што рекреативниот центар содржи преубав спектар на сите есенски бои. Во програмата за рано учење и развој што во предучилишните установи стартуваше од минатата година, се вклучи и Кочанската детска градинка Павлина Велјанова. Со истата програма продолжува и годинава, чија цел е овозможување пристап на децата од рана возраст кон квалитетно предучилишно образование. Кочанската детска градинка Павлина Велјанова и годинава ја подража и продолжи со програмата за рано учење и развој, базирана на стандардите за рано учење која стартуваше од ланската година во сите градинки во Републикава. Министерството за труд и социјала ја воведе програмата со цел овозможување пристап на сите деца од рана возраст кон квалитетно предучилишно образование, и тоа особено се однесува за најмаргинализираните деца. Голем придонес за создавање добри услови за рано учење во семејството и во заедничкиот живот може да дадат и воспитувачите и негователките во предучилишните установи. Тука е важна добрата соработка меѓу родителите, децата и воспитувачите. Во програмата се работи по домени, физички и моторен развој кај децата, социо-емоционален развој, јазикот, комуникацијата и развојот на писменоста, когнитивниот развој и пристапот кон учење. И за крај спортската информација. Виничката секција на Вардар Слога 1934 се подготвува за настап во детската фудбалска лига. Школата годинава бележи зголемување на бројот на членови. За членување во фудбалската школа на Слога 1934 или виничката секција на Вардар владее голем интерес. Во клубот во моментов тренираат 80 деца од генерациите родени од 2000 до 2008 година. Тренинзите се одржуваат 4 пати во неделата, во понеделник, среда, четврток или петок и сабота, додека во недела се играат официјални надпревари.
Веќе следниот викенд, односно на 20 септември, стартува детската фудбалска лига Источен регион. Екипите распоредот за предстојната сезона 2015-2016 ќе го добијат на почетокот од следната недела. Од клубот информираат дека упис на нови членови се врши секојдневно, а за упис се обраќаат се поголем број дечиња. Со членството во клубот тие добиваат комплетна опрема, како и фудбалска топка, а за есенскиот дел опремата се надополнува со капи, ракавици и јакни. Во текот на предстојниот период ќе се одржат фудбалски кампови под закрила на Вардар. Регионалниот клубски камп ќе започне да се организира веќе од наредната година. Летово беа организирани фудбалски кампови во Дојран и Струга, а во Виница се одржа и фудбалски турнир под покровителство на фудбалскиот клуб Вардар. Генерацијата 2001-2002 на слог 1934 во вторникот настапи на јубилејниот турнир во организација на фудбалскиот клуб Кочани. За учество во пионерската и детските фудбалски лиги се подготвуваат и останатите фудбалски школи од потесниот регион. И покрај тоа што имаше интерес од страна на Вардар, од кочанските две школи ниту една не потпиша договор со скопскиот гигант. Почитувани, тоа беа подготвените содржини за овој издание на вестите. Ви посакувам пријатна вечер.